Добар ден, гледате Аргумент. Добар ден и за моите гости. Звездан Георгиевски, директор на фондацијата Славко Јаневски. Добар ден. Добар ден. И Калина Малеска, добитничка, овогодишна добитничка на Роман на годината, кој го доделува Славко Јаневски, фондацијата. Добар ден. Добар ден, честитки за вашата награда. Светот што го избрав и ќе говориме за романот, но прво да кажам, беше доделена наградата во март. Седно за тоа што е многу важно, се важни вашите книжевни турнеи традиционално низ Македонија. Кои се, може со вас како добитничка на наградата, кои се пораките од публиката? И се разбира вашите пораки. Да. Пораките од публиката се дека публиката е многу заинтересирана за читање, вака таков впечаток добив на сите овие средби кои што ги имав со публиката. Заинтересирано слушаат, поставуваат прашања, ги интересира зашто е романот, ги интересира кои се пораките од романот и така натаму, така што мислам дека многу убави разговори имавме секаде каде што отидовме. Да. Добро. Звездан Георгиевски, новинар инаку. И ова е култна награда, морам прво да кажам. И една од најважните награди во Македонија. Прво ја доделуваше Утрински весник и каде што работевте и вие, да. И сега добро, кажа, веќе сте директор на Славко Јаневски фондацијата и фондацијата ја дава оваа награда неколку години веќе. 7. Значи, 99-та, ова е 26-та награда Рома на годината. Требаше на почеток да се заблагодарам за поканата, да ти се заблагодарам тебе лично. Секогаш, да, е важно. На телевизија 24 што не поддржува. Знаеме како е третманот во медиумите на културата и многу не значи секоја медиумска поддршка. Од вас имаме навистина добра и квалитетна поддршка. И сегогаш ќе имате, се разбира. Благодарам многу за интересот. Значи, 99-та започна во Утрински весник, јас бев тогаш уредник на културната рубрика на Утрински. Да. 2017 за жал згасна Утрински весник, некаде во јуни месец ми се чини. Тогаш беше доделена 18-та награда Рома на годината таа година. Неколку колеги, еден би рекол дури и неврзан разговор, без некои сериозни планови, малку ламентиравме над состојбите во новинарството и така натаму. И свативме, него знаевме дека немаме никакви шанси да го спасиме весникот, па рековме ајде барем да ја спасиме наградата. Да. Затоа што тоа беше тезата и уште е таа теза дека во Македонија многу тешко се создава традиција, многу лесно се руши. Да. Да. И беше вака напорно, не беше едноставно, бидејќи цела награда е базирана на ентузијазам, значи не е профитна во ниедна смисла на тој збор. Голема беше наградата и во времето на Утрински, големо и беше и името на таа награда, и беше навистина тешко да успееме да го задржиме тој стандард од времето на Утрински. И многу сум искрено горд поради тоа што го задржавме стандардот. Не го поправивме можеби многу, али се трудевме и да го поправиме малку од тоа време. Така што наградата остана важна. Сите овие години јас сум инволвиран во оваа награда и знам дека авторите ја сакаат наградата, издавачите ја сакаат наградата, публиката ја сака наградата. Мислам дека една од ретките награди на која нема паднато ни едно петно, ни една трошка сомневање, ни едно никакви некои дилеми, сомнежи за можност од злоупотреби, манипулации. Романите што ја добиваат наградата доживуваат најчесто повеќе изданија, некои од нив се веќе и преведени, односно се преведуваат барем во регионот. Регионот ја следи наградата, гледа кој добиле, има, значи, речиси сите романи, да не кажам сите, се многу добро прифатени. Овој конкретниот роман Светот што го избрав на Калина Малеска
би рекол дека е консензуално, буквално прифатен као одличен роман, најдобар роман оваа сезона, што ми е многу драго, што значи дека жири тој годинава солидно си е завршило работата. Ето. Да. Добро, ајде околу романот Калина Малеска. Поднаслов на романот е "Си поставувам себе си стапици, за да се заштитам од своите, собствените слабости". И сега зошто се стапици, а не се некакви огради, бариери, да не паѓаме во стапици, зашто во стапиците кога се паѓа слабостите се тие кои не окупираат, кои не парализираат. Да. Прво, и јас би сакала да ви се заблагодарам многу и за поканата. Ви благодарам и секогаш, поддршката. да, оваа телевизија е отворена за култура, се разбира, за вас. За мојот колега, секогаш и за вас, мојот колега е култен, легендарен новинар во Македонија. Во однос на поднасловот имав така многу дилеми што да биде поднасловот на романот, бидејќи дури за насловот имав дилеми, затоа што некако дојде на крај, јас имав и друг работен наслов кој што беше "Зошто?", бидејќи постојано главниот лик се прашува зошто се случуваат тие работи што се случуваат, зошто луѓето се однесуваат на еден или на друг начин, што мислам дека едно суштинско прашање со кое што Сите се занимаваме или да. барем треба и можеби дури и повеќе да се занимаваме, но како наслов не ми звучеше многу привлечно, па потоа така низ разни ситуации, разни дилеми дојде насловот и потоа за поднасловот исто така имав дилема, го препрочитував романот, вадев некои работи кои што мислев дека би звучале добро во смисла на тоа дека треба да е концизен, но и да изразува нешто што се провлекува низ целиот роман, значи да не е важен само за некоја сцена или некоја случка во романот, суштината да ја обликува. Да ја обликува суштината. И сега, да, зборот стапици вака може би звучи дека нешто е баш што не си тера поставуваме, назад. не тера назад, да, не држи. Она што беше, ќе кажам, може би не конкретната ситуација, но што беше мотивот за тој цитат во самиот роман. Тоа беше една моја ситуација пред повеќе години, каде што јас се размислував да напишам текст за нешто што се случи, што сметав дека е важно и треба јавноста да го знае. Но се познавам себе си и си реков јас нема да се осмелам да го напишам ова, бидејќи ми звучеше многу контроверзно и ми звучеше дека можеби ќе ме нападнат, па ќе рече дека не сум била во право и така многу размислував околу тоа. Знаејќи го тоа, кажав на едни мои пријатели зашто станува збор и тие ми рекоа, ова не смеш да го премолчиш. Јас тоа намерно го направив, знаејќи дека доколку не го кажам на некого, дека можеби ќе остане затворено во мене, го споделив затоа што потоа ми беше незгодно од тие пријатели да не излезе тоа во јавност. И сега тоа звучи како некоја индивидуална ситуација, но мислам дека е тоа многу важно генерално и за човекот како општествено битие и тоа што се случува со секого, дали на работното место, дали во односите со други луѓе. Мислам дека е многу важно луѓето да се познаваат себе си. И тоа е она што сакам да го кажам, и главниот лик постојано се обидува да се осознае себе си се повеќе, бидејќи исто често пати сум имала ситуација кога разговараме, па луѓето ќе речат, јас во одредена ситуација би го одбранила некој што е нападнат, или би го одбранил, или било како ќе кажат нешто што кога ќе дојде таа ситуација не го прават тоа. Но некако имам впечаток дека луѓето не се познаваат себе си, дека многу често мислиме за себе, дека би биле похрабри, дека би направиле нешто кога е некој обесправен, би се бореле за него и така натаму, но кога ќе дојде самата ситуација, ретко го правиме тоа и мислам дека можеме и повеќе да бидеме во согласност со себе си и похрабро да настапуваме ако прво се запознаеме себе си. Од таму дојде насловот тоа, стапица можеби како збор звучи дека е нешто што не повлекува, но всушност е ќе направам нешто за да потоа тоа извлечам нешто што сакам да се променам во некаков правец и мислам дека е тоа генерално вака за една ситуација за која може да се разговара со секого. Да. Добро. Ајде Лидија Димковска да видиме, председателка на жирито, проминентна писателка, не е само македонска писателка, инаку минатогодишна добитничка. Што вели? Светот што го избрав е роман кој освестува, охрабрува, дава надеж за еден подобар
свет што секој сам мора да го реши, да го избере. И сега, што треба да се избере? Еве, може со Звездан Георгиевски, кој е светот што е за нас подобар, зашто секој има различна дефиниција што е всушност добар свет за него. Значи, Лидија добро го детектираше, тоа се разбира. Романот е роман за созревање. Тоа има, значи, женскиот лик е главен лик, односно главниот лик е жена во некои своји зрели години. Значи, кога ќе кажам роман за созревање, обично луѓето мислат дека е тоа тинејџерски, значи, оние формативни години кога се создаваме, карактерот го правиме. Но тоа не значи дека тогаш се созрева, секоја доба созреваме. Значи, именно, еден од квалитетите, според мене, на овој роман е токму тоа, дека нон-стоп растеме, цело време растеме, созреваме или се губиме негде, или негде се пренаоѓаме. Значи, главната хероина во романот ги препознава своите, да кажеме, слаби точки. Знае како се однесува во некое социјално милје, знае како се однесува со луѓето, знае како и оди со пријателства, со љубов, со работа. Што е реткост, практично. Да се биде свесен за собствените слабости. И тоа е тој свет што таа го избира хероината. Она што е исто, значи, многу добро во тој роман, е што е целиот пат еволутивен. Значи, немате вие таму, не знам, сообраќајна несреќа, па одеднаш се променувам, или ликот се менува одеднаш, па сега сваќа што е и нагло се менува. Дури го нема, јас не можев да го препознам моментот каде точно се менува ликот, меѓутоа многу јасно се препознава дека од една фрустрирана жена на почеток на романот, дури не е толку фрустрирана, али е онака, да кажеме, пасивна или јас ја споредувам со ликовите на екзистенцијализмот од Странецот, например. Значи, дури делува и незаинтересирано. Полна со инхибиции. За на крајот да стане активен фактор во сопствениот живот. Да. И тоа е една универзална тема, тоа не праша и во Кавадарци сега кога бевме, која лесно, јас мислам многу лесно можеш да се идентификуваш со неа, можеш да, особено женскиот дел од публиката, бидејќи таму тврдам има повеќе женски прашања, меѓутоа без оглед можеш лесно да се идентификуваш со тој лик и можеш лесно да препознаеш. Сите ние отприлика си ги знаеме своите слабости, може би не ги откриваме, може би пред себе си ги ставаме во некоја подсвест или негде, али ова ти дава некој мотив да се прашаш каде би можел и јас за да ми биде подобро. Да. Во тие ситуации, и сега тоа истото прашање, сушност, и за вас. Кој е за вас подобриот свет кој вие го бирате? Да, тоа е исто на дилема околу тоа колку можеме да бираме. И тоа исто е прашање што си го поставува во текот на романот, бидејќи ликот е, на почетокот така пасивен, со инхибиции и така натаму, бидејќи во некоја ситуација, односно во својот предходен, да речеме, свет или живот, се доаѓа во допир со многу малку луѓе. И сега одеднаш се отвораат хоризонтите благодарение на околностите, каде што во тие односи со други луѓе открива некои своји карактеристики, дури низ откривање на тугите карактеристики и своите некои својства ги открива тој лик. И она што се познава себе си, да речеме, за таа самосвесност која што сметав дека е важна како тема е, например, знаејќи дека е затворена, дека е ретко кажува тоа што го мисли, таа си подготвува некои белешки за да во некои ситуации кога се во тој одбор каде што разговараат, да може да си чита од белешките за да се чувствува посигурно. И така постепено низ тие интеракции станува се посвесна дека може да избере некаков свет. Сега тоа беше дилемата што ја имав, колку ние можеме да бираме. Не сум сигурна дека можеме многу да бираме, бидејќи сите сме некои затвореници, да речам, на она што се случува околу нас, се раѓаме во одредена ситуација, политички, општествени околности настани влијаат врз нашите животи
едноставно е многу наивно да се верува дека нашиот живот зависи само од нас, апсолутно Само не не е од така. нас, но нашата борба е важна. Така Да е, го подобриме собствениот свет. тоа е изборот и практично. во општеството. Околностите се такви какви што се, ама и во тие затворени околности имаме некаков избор како ќе реагираме на тие околности, што ќе направиме, што ќе превземеме, и тоа е таа тема која што сакав да ја испромовирам, да речем, или да ја истражам низ романот, дека и нашите избори се важни, макар и во некој микросвет, и дека тој свет можеме ние да го бираме, можеме да бираме како ќе реагираме, можеме да бираме каде ќе отидеме, можеме да бираме со кого ќе комуницираме, макар и повторно големата слика зависи од многу други фактори. Добро, ајде Звездан Ѓоргиевски, околу светот. И сега еве говориме, светот ние не можеме да го избереме во Македонија. Ова е тежок свет, во неподносливи услови на вистина, свет на говор на омраза, на трагедии, да не ја заборавиме, последната беше Кочанската, на омраза, на поделби, предавници и патриоти и така натаму и така натаму. И како може ние да го направиме овој свет подобар? Вие тоа го правите, и Калина Малеска со незиниот роман се обидува да го подобри. Звездан Ѓоргиевски низ колку децении работи како новинар и истите обиди ги прави. Па ова е прашање за $1.000.000, јас мислам. Системски е проблемот, прилично е системски според мене. Значи, најсубјективно зборам, немам никакви емпирии или истражувања или нешто. Сега, мислам дека сега видов кај вас на вестите или прочитав негде, дека не се усвоени измените за изборниот законник. Значи, вие кој ќе ставите погрешни темели, не можете да направите убава, здрава, права куќа. А кај нас, за жал, со се изборниот законник, со се тие несреќни 6 изборни единици, со се тој пропорционален систем на затворени листи, да не редам до милион други работи, до корупција, криминал, до општинските Добро, и пошироко почнувам ја да говорам, селективна правда. Се погрешни темелите. Ние немаме народни избраници. Значи, партиите си имаат своји избраници. Ние не гласаме за луѓе, ние гласаме за партии. И партиите, најнормално, си работат за свој интерес, а не за мој интерес. Како да кажем, значи, од финансирање на медиумски кампањи, од зголемување плати која ќе им текне, од било што. Тоа се нивни интереси. Лични, да не кажам, или тесно партиски. Така да многу, значи, треба да се направи еден ресет сериозен, да се почне, што би се рекло, од нов некој там 8 септември, нешто од нов почеток. Ама, меѓутоа, почнат некои сериозни луѓе кои навистина знаат што сакаат да направат со оваа држава. Умберто Еко со светли мисли, не мора да бидат најважните, најпаметните луѓе, оние кои ќе ја водат државата, тоа е цитат секогаш добар на Умберто Еко, туку да имаат светли мисли, тоа значи да бидат честни и да знаат вистинскиот пат кој е. Значи, ние, не знам, јас го имам тоа, мене ме напаѓаат поради тој мој став многу често, го имам тоа чувство дека ние не покажавме државотворност, како народ воопшто. Значи, како да не интересираше да имаме собствена држава. Почнувајќи од прашањето за референдумот, какво беше, се сеќаваме, значи, и до самото самостојување, како да неавме волја, неавме некакви амбиции, созреани институции или нешто, сега ќе направиме ово, и мислам дека тоа е сега, ги живееме последиците од тоа. Малеска, што велите вие, како овој свет за кој говориме може да се подобри? Веројатно е тоа многу сложено, многу комплексно и многу тешко, затоа што зависи од многу фактори.
се разбира дека е системски проблемот и многу работи можат да се менуваат полека, иако предпоставувам дека не може ништо да се смени нагло, иако може да се направат некои чекори кои што по радикално, да речеме, ќе ги сменат работите. Јас, бидејќи мојата област, да речеме, во која што повеќе работам и повеќе ја знам, се литературата и образованието. Сега образованието, бидејќи е најдиректно поврзано нели со општествените структури, мислам дека тука, бидејќи во образованието има многу големи проблеми, мислам дека тука може да се направат некои чекори за да се подобри образованието, но кога ќе се сетам што се треба да се направи, малку станувам песимист, иако по природа сум така доста оптимистична, но комплицирани се толку многу работите што секоја промена, конкретна ситуација, да речеме, мислам дека многу од класовите се големи. И сега тие треба да се намалат, но за да се намалат, веројатно треба да има поголем број на наставници, за да има поголем број на наставници, исто така поврзано со можностите за вработување, со привлечноста на тоа работно место, кое што реално е целосно непривлечно и затоа и нема толку голема конкуренција, затоа што во суштина во образованието основата на подобрувањето е во самите учители, во самите наставници, тоа структурно и системски може да се сменат некои работи, но ако наставникот ја нема волјата за подобрување на атмосферата во часот, на ислушување на сите ученици, кој за што има интерес, бидејќи кај нас се промовираат добри оценки, а не се промовира толку дека некој, макар и да имал слаба оценка, не треба тоа да се зема за зло, имал двојка, тројка по не знам, по еден предмет, ама за друг е одличен, значи тука треба да се поттикне да се занимава со тоа, а другото е да го знае, барем се разбира основното, но не треба да се стигматизираат, да речеме, ете, послаби оценки и така натаму. Значи, сакам да кажам, сите овие многу фактори треба истовремено да се адресираат, што е тешко, но не е невозможно и во суштина сум така, јас губам надеж кога гледам дека нема волја, а всушност да се има волја да се сменат тие работи, може да се сменат и полека и ќе се менуваат, но не гледам се уште дека се прави доволно во таа област, сигурно и во сите други, за ова зборувам бидејќи ми е позната. Добро. И околу буџетот. Така, буџетот е секогаш важен, парите се секогаш важни, најмногу треба за образование, за наука и тука буџетот. Звездан Георгиевски можам да го прашам околу роман на годината за кој постојано имате проблеми финансиски и многу мала поддршка од државата. Значи, воопшто, како да кажам, нема човек од културата што ќе ви каже дека е задоволен од поддршката од државата. Или воопшто од состојбата во културата и особено во таа финансиска некоја смисла. Јас имам обичај да кажам често дека Германија прво го доби Бетовен, а потоа направи Мерцедес. Мисля дека немаме таа свест, нели сега збориме за функционална неписменост, за идентитетот да не го заборавиме како се колнат властите секогаш за зачувување на што е функционална неписменост? Значи тоа е немање култура, не читање, не гледање театар, не гледање филмови. Рецимо оваа држава може да изфинансира, јас не знам стварно точно цифрата, да кажеме, ама 1000 книги на годишно ниво. Претерувам, сигурно, ама за полесно. 1000 книги на годишно ниво кои ќе се продаваат во 5 книжарници во Македонија. И книжарницата нема никаква поддршка. Може да сними 8 филмови во една година, да нема 2 кина во цела држава. Значи, тоа е таа погрешни темели. Значи, една книжарница ги плаќа истите пари за даноци, за фирмарине, за било што, како да продава кондори. И сега кој ќе
ми го дадете мене изборот дали ќе продавам книги или ќе продавам кондури, па ќе продавам кондури поисплатливо ми е. Не секогаш она важно што е исплатливо. Да. Веројатно треба да се има и некаква мисија во животот. Значи некоја поддршка преку даноци, преку нешто да се направи на дистрибуцијата на културата. И тука ќе дојдам до романот на годината. Романот на годината морам, иако реклама звучи, да го спомнам нашиот генерален покровител Комерцијална банка. Добро, обично не смее да се даваат. Не, меѓутоа стварно да не беа тие немаше да постои оваа награда и јас сум навистина благодарен. Државата го препознава романот на годината и у континуитет го поддржува како програм од национален интерес или како се вика тоа проект од национален интерес. Меѓутоа, кај државата е проблем баш таа администрација. Пречестите менувања на министрите. Значи, од кога е фондацијата, ја мислам дека 7-8 министри се сменија. Таму од различни провиниенции, влади и така натаму. Во времето на Заев, јас мислам дека имаше 5 министра, 6. Зашто беше критикувана прилично владата. Да, али значи не може кој да е министер, ако не го оставиш во мандатот, не може да направи никаков континуитет, не може да направи стратегија, не може да смени било што у 6 месеца министрување. Значи, втора работа што се буквално, да не кажам бюрократи и административци, че ако ти фали некој најмал документ, тоа они го викаат административна селекција. Ти отпаѓаш, не знам што да е. Не знам каква важна, дали награда, дали тоа важно. Тоа не би смеело да биде така. Ти отпаѓаш, значи воопшто не се гледа содржината, туку се гледа прво формата. Дали формално си ги исполнил тие сите таму, значи годинава 167 листови хартија прати во министерство само за Рома на годината. Тоа е, значи, 2 недели само административна работа за награда која е конзервативна, која точно се знае кога се распишува конкурсот, кога завршува конкурсот, кога се прогласува наградата, кога, значи, многу конзервативна има традиција награда. Сериозна, но тоа не е важно за државата. И, значи, што сега кажам, сумите што ги дава министерството се движат од 1000 евра, да кажеме до максимум 3000 негде евра. Што во ред, не се жалам тука, само што никогаш не знаеш колку ќе ти доделат. Потоа никогаш не знаеш кога ќе ти ги исплатат. Значи може сега да им дадеме извештај за завршена работа и да не ги исплатат парите во декември. Трета работа, увек има, или носиме буџет сега, или сега ќе има локални избори, немаме сега, како трезорот ни е затворен, не можеме ово, а мене не ме прашува киријата дали трезорот затворен, дали има избори, дали нема. И онда мораш некако да преживаш. За жал, ниво стопанството би рекол нема некој интерес за овој тип култура, што е промовираме ние, затоа што евентуалните спонзори ќе добијат, да кажеме, еден банер на некоја пресконференција и толку е. Значи, ние не сме комерцијални, ние не ги рекламираме на дневна база или на месечна база. Ќе прошетаме, кавадар си прилеп, може ќе ги спомнеме таму, може ќе ставиме некој знаменце нивно и толку има рекламата. Значи, тие треба да имаат прилично добра волја, да разберат важноста на наградата, за да учествуваат во неа. Значи, а да не очекуваат некаков, не знам, да им се врати, не знам каков финансиски ефект, бидејќи нема да им се врати. Нека видат на чисто. Да. Но не е баш така, се враќа во државата, се враќа, значи онако реков, останува запишано во архивите, во историјата на оваа држава. Се враќа Како не? И значи, јас сум многу среќен и задоволен, како да кажам, со тоа што се повеќе се читаат македонски автори, едно, што расте интересот за литература воопшто. Второ, што секоја Божја година има барем 5-6 наслови за кои јас тврдам дека се на европско ниво. Не голам се ремек дела, не знам
какви, меѓутоа без срам може да се продаваат во Франција, во Англија, во Германија, во било која развиена култура. На крај краиштата ни Франција нема секоја година ремек дело продукција, што значи јас сакам да верувам дека и оваа награда малку придонесе за афирмација. за афирмацијата и за квалитетот воопшто на оваа литература. Се едно што е мал јазик. Тоа е станува збори и најголемиот проблем. Стално велам, Таџикистан сигурно има добра литература, само што никој не знае. Многу е тешко да се пробие малиот јазик надвор. Да, но затоа државата мора да работи на тоа. Да се направи, ете Малеска, околу тоа, околу идентитетот за кој говори еве и оваа власт и претходните власти, за важноста за очувување на идентитетот, но тешко има поддршка практично за вакви значајни награди и дела, романи, писатели. Да, сигурно идентитетот го прави културата пред се. Така што секако дека е важно да се има некоја стратегија за тој пробив, затоа што реално овие јазици, како што е македонскиот јазик, тешко се достапни за читатели реално надвор од земјата. Јазичното подрачје, Така е, значи нешто ќе излезе за англиски да не зборуваме, се разбира бидејќи англискиот јазик е јазик кој што веќе го знаат многумина, па можат и да читаат и директно изворно на англиски, но и француски и германски повторно публиката е многу поголема која што може да ги чита овие јазици дури надвор од тие држави. Со македонскиот јазик за жал тоа не е случај, може да има некој поединечно што учел, но македонски што знае може да прочита, но тоа се навистина индивидуални случаи, така што во таа смисла за тоа промовирање на културата и на тој идентитет секако дека треба многу повеќе да се работи на тие стратегии како да се пробие и надвор. И да се подржи, пред се. Добро, на крај сме, јас благодарам што бевте гости. Ви благодарам многу за поканата. Благодарам. Благодарам што не гледавте. Пријатно.